Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. МВР отвора дисциплинска постапка за 11 полицајци од Велес поради пријавите на сега убиената Росица. По дел од претходните пријави на жртвата не било постапено целосно согласно законските обврски и процедури. Кумановка се жали на закани по живот од машко лице и обвинува за непостапување на институциите. Да не излегувам во кај што е Демекон, да се тргам, да идам со придружба, да се пазам буквално цело време, за да не дојде до нешто посериозно. Огромен број пешаци добија опомени поради користење електронски уреди додека преминуваат на пешачки. Граѓаните со поддршка за зголемените контроли. Паметно, многу решение, значи требаше да се најде уште многу порано. Без такви гаранции на памет не ми паѓа да размислувам за било какви уставни измени. Ова не е предлог резолуција за препукување помеѓу политичките партии. Власта и опозицијата со диаметрално спротивни погледи на предлог резолуцијата на СДСМ. Делумно расчистен сметот во Скопје. Граѓаните се жалат на полни контејнери. Треба да се чисти. Наместо одговорност за катастрофата, институциите меѓусебно си пуштаат кривични пријави. МВР поднесе предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 вработени во Велешката полиција поради начинот на кој што се постапувало со пријавите на сега убиената Росица. За ова е известено и јавното обвинителство за натамошно постапување. Здравко Димитров. По реакциите и обвинувањата во јавноста, дека МВР не ги презема потребните чекори за спречување на убиството на Росица, за 11 лица вработени во СВР Велес е предложена дисциплинска постапка од страна на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, информираат од МВР. Од Министерството тврдат дека полицијата постапувала согласно законите и била поднесена кривична пријава против нејзиниот убиец, пошто му била донесена условна пресуда, но сепак утврдени биле неправилности во процедурите. Во најголемиот дел од случаите полицијата постапила согласно законските процедури, зашто била поднесена и кривична пријава против пријавениот, која заврши со условна пресуда во судска постапка. Сепак, внатрешната контрола утврди дека во дел од претходните пријави на жртвата не било постапено целосно согласно законските обврски и процедури. Врз основа на извршените проверки поднесен е предлог за поведување на дисциплинска постапка за 11 лица вработени во СВР Велес, а за утврдување наоди писмено е известено и јавното обвинителство за натамошно постапување во рамки на нивната надлежност. Од обвинителството велат дека се уште го немаат добиено писмото за покренување дисциплинска постапка од МВР и уверуваат дека откако ќе биде доставено до нив, специјализираното одделение ќе постапи согласно своите надлежности. Вчера од граѓанското движење ниту една повеќе ја блокираа раскрсницата кај паркот Жена Борец во непосредна близина на собранието. Оттаму се испрати порака дека институциите затаиле во нивната функционалност и дека Росица немало да биде убиена доколку постапувале според закон. Инаку јавноста беше потресена од трагичниот настан кој се случи на 15 септември во Велес, во кој Росица Коцева и нејзиниот татко беа свирепо убиени во нивниот дом од страна на нејзиниот поранешен дечко Илија Стефановски, кој подоцна се самоуби. Продолжуваме на иста тема. Девојка од Куманово се жали дека со месеци е демнета и вознемирувана од машко лице. Во изјава за Канал 5 вели дека досега многупати пријавувала во полиција, но реакција немало. Загрижена е за својата безбедност и бара помош. Дали треба да се случи нова трагедија за системот да реагира? Елизабета Дамјановска-Спасеновска бараше одговори. Млада жена од Куманово, чиј идентитет е познат на редакцијата на Канал 5, се плаши дека може да заврши како Росица од Велес. Вели дека веќе подолго време е цел на напади од човек за неа потполно непознат, со кого никогаш немала никаков контакт. Иако многу пати пријавувала, наместо да добие заштита од институциите, таа се соочува со совети да не излегува од дома. Агонијата во која се нашла
почнала во 2023 година, кога лицето се обидало и да ја киднапира. Лицето се залета кон мене, ме завлече за ракав со зборови ти кидеш со мене. Во таа голгота сестра ми успеа некако да ме тргне на страна од него, пошто весни сме дека не го знаеме ниту јас ниту она. Кога дојдоа колегиве, помогна да ме тргнат на страна, односно да ме качат во автобус за да не биде некој поголем инцидент. Утредента, пошто бев ноќна смена, се упативме кон полициска станица за да го пријавиме целиот случај. Потоа за некои 2-3 месеци пак бев нападната, тоа кај мене, кај зграда кај што живеам. Почна негово да ме прати мене, каде идам, каде работам, кога поаѓам на работа, кога завршувам, да ме чека пред зграда. Случајот го пријавила во полиција, но вели дека таму воопшто не ја сваќаат сериозно и дека единствено ја советуваат да не му излегува пред очи на насилникот. Лицето веќе 2,5 години се заканувало и по живот, доколку, како што вели, не прифаќа да биде со него. Буквално голгото трпам 2,5 години, што се вика, и уште ништо не се решава. Има реакција од полицијата никаква? Не, немаше никаква реакција. На лице место ќе излеза, демек тргај се на страна, гледа да не излегуваш, демек да не излегувам во кај што е демекон, да се тргам, да идам со придружба, да се пазам буквално цело време, за да не дојде до нешто посериозно. Ги сваќаат ли од полиција сериозно твоите пријави? Не, бев исмевана од нивна страна. Адвокатот на жртвата поднел 2 пријави за демнење, но досега нема ниту забрана за приближување. Стапија во сила измените на Законот за безбедност во сообраќајот, со кој што се заоструваат казните за оние кои не ги почитуваат правилата. Низ улиците на главниот град денеска имаше зголемени полициски контроли, а оние кои беа фатени дека прават прекршок, најчесто пешаци, наместо казни добива опомени. Дејан Трајковски. Некој од незнаење, некој од немарност. И денеска добар дел од граѓаните со погледите вперени кон мобилните или пак со слушалки во ушите. Но овој пат на другата страна од улицата ги пречекуваше полицијата. Иако стапија на сила законските измени кои треба ваквите појави да ги санкционираат, сепак бидејќи е прв ден, граѓаните поминаа само со опомени. Токму во моментов полицискиот службеник даде опомена на еден граѓанин кој што помина со слушалки поминувајќи преку улицата. За денеска добиваат граѓаните само опомена која им кажува на што да внимаваат и како да внимаваат, а од утре веќе ќе се казнува. Дел од оние кои ги затекнавме со слушалки и телефони велат не биле запознаени дека постои ваква законска измена, па порача во иднина ќе внимаваат. Секој закон што е за безбедноста и на пешаците и на возачите го поддржувам. И за поголеми казни и се. Вие користите ли некогаш? Многу пати. Така? Да. Паметно, многу решение, значи требаше да се најде уште многу порано. Други пак кои се веќе во тек дадоа поддршка, бидејќи сите учесници мора да бидат фокусирани на безбедноста во сообраќајот, вклучувајќи ги тука и пешаците. Секој што се движи низ улица со слушалки на уши, треба одма да престане, затоа што е животот загрозувачки. Зависи до ситуацијата, ако е нешто многу важно, јас би мислела дека треба да се опрости и да се дозволи, ама сепак треба да се пази на улиците. Ја мислам дека не треба, бидејќи е зелено за него. Ако е обично овакво поминување на пешачки без семафор, окей. Например, од оваа перспектива, колку пати пешаци се удрени на зелено за пешаци? Удрени се милион пати, точно е тоа, ама што да правиме се? Во опомената која ја добија невнимателните стои дека често недисциплината доведува до смртни последици, а од 150 до 200 граѓани годишно го губат животот. Инаку законот вели, пешаците и возачите на велосипеди, мопеди и електрични тротинети кои користат слушалки на двете уши, телефони слично, при преминување на улица или велосипедска патека ќе бидат казнети со 40, односно со 50 евра. Ке се одземаат возила поради безобзирно управување, но само за оние кои ќе ги повторуваат прекршоците. Овие законски измени се дел од подготовките за имплементацијата на системот Safe City, кој што почнува со тест период во декември. Детали од Михајло Видимлиски.
Ќе се одземаат автомобили поради безобзирно управување, но не со првиот прекршок. Универзитетската професорка Гордана Лажетиќ, која е дел од работната група која работи на измени на повеќе закони, меѓу кои и оние со кои треба да се имплементира системот Safe City, објаснува дека возилото треба да им биде одземено на оние кои сториле повеќе прекршоци, посебно во случаи кога возилото во сообраќајот се претвора во опасно орудие. Треба во јавноста да се разбие таа една заблуда дека веднаш на првиот прекршок ќе ви го земат моторното возило. Меѓутоа, за повторници, за оние кои што безобзирно управуваат возило со брзина над 120, да речеме, од дозволената, веќе е нешто што е возилото се претвора во опасно орудие. И тоа мора да биде одземено. И нашата сообраќајна некултура, која што е резултат на општата некултура што владее во државата, едноставно ќе мора на овој начин да се регулира. За да се имплементира системот Safe City целосно и да профункционира, во меѓувреме треба да се променат неколку закони, како Законот за безбедноста во сообраќајот, Кривичниот законник и Законот за прекршоци. Со стапувањето на сила на измените, се очекува и судските оделенија за прекршоци да се соочат со зголемен број на постапки. Ке може системот да се справи. На самиот почеток очекуваме сите дека ќе има поголем број на пристигнати барање за поведување на прекршочна постапка, бидејќи целиот систем е така поставен, меѓутоа едноставно тоа ќе биде во еден дел поголем товар малку на судовите, доколку луѓето, граѓаните не се согласни да платат глобата, па одат на нисудска постапка. Така што има многу можности како да едноставно сето тој не стигне секогаш до суд. Според најавите, Safe City со тест период започнува во декември, а од 1 јануари 2026 и официјално да ги лови прекршоците. Дали има епидемија на малигни заболувања во Преспанскиот регион? Доминантни карциноми се карциномот на колорекалниот карцином и карциномот на дојка. СДСМ ги урива позициите на државата. Ова е одговорот на премиерот Мицкоски на предлог резолуцијата на СДСМ за црвените линии на Македонија во ЕУ процесот. Според него, со вака срочена резолуција се спречувало владата да го поправи тоа што минатата влада го растурила. Од друга страна пак од СДСМ и денеска повторија дека резолуцијата била за обединување, а не да се користи за политичка пресметка. Јован Ѓорговски. Власта по изборите ќе разгледува предлог резолуцијата со така наречените црвени линии што ја представи лидерот на СДСМ Венко Филипче. Но премиерот Христијан Мицкоски категорично отфрли било какви можности за уставни измени, без претходно да се добијат гаранции дека нема да има нови барања или блокади од Бугарија. Тој денес оцени дека во предлог документот на Филипче има фалсификати, а опозицијската партија ја обвини дека ги урива позициите на земјава на меѓународен и домашен план. Владата, како што кажа тој, не ги игнорира преземените обврски, но очекува притисок од Европската унија и кон Бугарија за и нашиот источен сосед да ги исполни своите обврски, особено во делот за пресудите од Европскиот суд за човекови права за Омо Илинден Пирин. Ние не ги игнорираме обврските што таа влада ги прифатила. За жал. Но исто така, не гледаме дека нашиот источен сосед прави нешто во насока на испорака на нивните обврски. И очекуваме исто така поробусна акција од страна на Европската комисија, Европската унија и кај нашиот источен сосед. Ние имаме јасна позиција, гаранции, кои што ги спомена председателот на Европскиот совет, бидејќи македонскиот народ и граѓаните во Македонија, без разлика на етничката припадност, многу дадоа во името на таа европски иднина. Без такви гаранции на памет не ми паѓа да размислувам за било какви уставни измени. Од СДСМ и денеска велат дека предлог резолуцијата е за обединување, а не за политички препукувања. Очекуваат сите партии сериозно да ја разгледаат и да се изјаснат, па потоа ќе излезат со коментар. Ова не е предлог резолуција за препукување помеѓу политичките партии, туку е предлог резолуција за обединување. Оставаме сите други политички партии да ја разгледаат предлог резолуцијата, да се изјаснат за истата и секако после тоа и ние ќе коментираме. Ова е предлог резолуција која што е направена со сериозен пристап, со експерти и многу прецизна.
Во резолуцијата која лидерот на СДСМ Филипче ја презентираше вчера се предлага план за уставни измени до 10 февруари, со јасна определба дека тоа ќе биде последната пречка, без нови идентитетски барања. Како црвени линии се наведени безусловното почитување на јазичните, идентитетските, историските и културни особености на македонскиот народ, за кои, како што тој кажа, ќе се преземе обврска ниту една влада да не преговара со Европската унија. Доколку има ново бугарско вето, во документот се предлага државниот врв со заедничко писмо да ги информира европските челници дека идентитетските прашања се затворени и за нив не се преговара. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список. Кампањата официјално почнува в понеделник, а се очекува жестока битка меѓу 309 кандидати за градоначалници и над 10.000 кандидати за советници. Комуникологот Бојан Кордалов очекува кампањата да биде доминирана од лични дисквалификации и национални теми, наместо проекти за локални проблеми. Ивана Стојановска. Вкупно 1.832.415 граѓани ќе имаат право на глас на предстојните локални избори. ДИК на денешната седница го заклучи избирачкиот список за изборите на 19 октомври, кој е поброен за околу 17.000 гласачи, споредено со избирачкиот список на ланските парламентарни избори, кога право на глас имале 1.815.350 избирачи. Од вкупниот број запишани избирачи, 1.017.803 ќе гласаат во земјава, 112.000 во странство, 2.162 во поправно-казнените установи и 450 во старечките домови низ државата. Констатирам дека избирачкиот список е едногласно, одлуката е едногласно усвоена и избирачкиот список е заклучен со состојба која е претходно прочитана и содржана во оваа одлука која ќе биде објавена на веб страната. Изборната кампања стартува в понеделник и ќе трае се до 17 октомври на полноќ. Очекувањата на комуникологот Бојан Кордалов е дека во неа ќе доминираат лични навреди и дисквалификации, па дури и национални теми, наместо проекти со решенија за реалните локални проблеми со кои се соочуваат граѓаните. А најжестока изборна битка очекува помеѓу партиите од албанскиот блок. Очигледно дека тоа што се прави од страна на политичките партии е избегнување на реалните проблеми и теми, од причина што или не сакаат да ги решаваат, или пак сметаат дека за овие напластени проблеми, почнувајќи од екологија, загадување, дупки, нерешен собраќај и така натаму, на локално ниво се потребни повеќе мандати, и тие сакаат да презентираат резултати веднаш. Битката ќе се води секаде, ако се исцртуваат неколку нели клучни фронтови, како што е нормално Скопје, како што е Чаир, како што е Струга. На предстојните локални избори во трката за градоначалници влегуваат 309 кандидати, а поднесени се 576 советнички листи со вкупно 10.490 кандидати за општински советници. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги информираше дека по завршување на јавната консултација, а со цел појаснување на начинот на примена на одредбите од изборниот законник, денеска го донесе упатството за радиодифузерите за локалните избори 2025. За време на изборната кампања за локалните избори во првиот круг гласање, радиодифузерите може да емитуваат вкупно 9 минути и 30 секунди дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма, исклучиво наменети за платена политичка програма. По максимум 4 минути ќе имаат двете владеачки коалиции на ВМРО, ДПМН и Вреди, кои на последните избори освоиле најмногу гласови. Исто колку што ќе имаат и опозицијските коалиции предводени од СДСМ и ДУИ. По 1 минута ќе имаат партиите што немаат пратеничка група, а 30 секунди вон парламентарните партии и независните кандидати. А телевизија Канал 5 останува посветена на професионално и избалансирано известување во овој изборен циклус. Но со оглед на големиот број кандидати, над 300 за листи за градоначалници и над 500 за листи за советници, ја информираме јавноста, но и кандидатите дека нема да бидеме во можност да ги следиме сите настани во кампањата, пред се поради ограничените технички и човечки ресурси. Нешто што е случај со останатите медиуми во државата.
Затоа упатуваме јавен повик до сите учесници на локалните избори 2025 од понеделник да ги испраќаат своите видеоматеријали од директните обраќања на собири, митинзи или изјави за медиумите на официјалната електронска адреса desk@kanal5.mk со цел истите да бидат пропорционално застапени во рамките на информативните изданија, како и во изборната хроника, што ќе се емитува веднаш по централните вести во 18 часот. Упатството на АВМУ денеска пред Уставниот суд го оспорија од партијата Левица. Сметаат дека се дискриминирани со тоа што не се опфатени во законските пакети за политичко рекламирање. Ние се екипиравме со адвокатски тим, ќе поднесеме акцијо популарис, односно тужба со времена мерка за стопирање на ова упатство и бараме од Уставниот суд веднаш, уште денес, да се произнесе со времена мерка, затоа што, не знам дали знаете, 3 случаи досега вакви имало, Уставниот суд прави финта, а тоа е дека кога поднесуваме ние представка или иницијатива, тој го става актот за гласање во декември и констатира многу бегло дека актот повеќе не е во сила и нема што да оценува. Дали ме разбирате кој е тој правен изум? Покрај водивите депонии, ѓубри има и во главниот град. И покрај тоа што состојбата со полните контейнери е деломно подобрена во споредба со минатите денови, сепак на многу места тие и денеска се преполни. Во меѓувреме дел од општините со кривични пријави против комунална хигиена. Кривична поднесоа и од градот Скопје, но до председателката на управниот одбор на јавното предпријатие. Сандра Спасовска. Проблемите со сметот и преполните контейнери резултираа со кривична пријава против јавното предпријатие Комунална хигиена, поднесена од страна на општина Аеродром за загрозување на животната средина. Ова следи откако 10 дена, како што посочија од општината, не бил собран отпадот на повеќе локации и работата на градското комунално предпријатие ја сработиле општинските работници. Во изминативе 3 дена успеавме да собереме 24 тони комунален отпад, над 170 метри кубни од домаќинствата во Аеродром. Работа која градското комунално предпријатие не ја изврши. Соопштија од општина Аеродром. Од град Скопје информираа дека се приклучуваат кон пријавата, но за разлика од општина Аеродром, пријавата на градот е до председателот на управниот одбор на Комунална хигиена. Изминативе денови општините преку своите служби сами го чистеа ѓубрето. При обиколката на неколку локации низ Скопје утрово забележавме дека одредени контейнери се исчистени, но најголем проблем остануваат контейнерите по споредните улички. Иако на одредени места контейнерите се исчистени, сепак има и такви каде што се уште се полни со отпад, а во нивна близина може да се забележат и мини депонии. Оние кои ги анкетиравме бараат одговорност не само од институциите поради несобраниот отпад, туку и од самите граѓани, кои велат несовесно без да го селектираат сметот, го фрлаат на исто место, преполнувајќи ги контейнерите. Државата треба да среди, да се сортира. И картони да не се фрлаат. Ја гледам дека фрлаат цели картон, ќе го фрли у контейнерот и после се наполнува за час и ондак нема кај да стават ѓубрето, мора да стави пред. Собрале кај нас едно купиште имаше, како што мета стаглам и тоа го собрале. Ама тоа е првобитна работа што треба како еден дом, ако не го чистиш, во што ќе живееш? Треба да се чисти. Пред неколку дена премиерот Мицкоски вети дека за 72 часа по завршувањето на изборите Скопје ќе биде целосно исчистено и најави одговорност. Премиерот Мицкоски најави одговорност за секој што се богател на грбот на пациентите по обвинувањата на кардиологот Сашко Кедев за непотребни операции на срце. Домашните комисии веќе чешлаат вкупно 13 случаи за кои што постои сомнеж за непотребен хируршки зафат. Поради законски пречки, странските експерти од Словенија, Италија и Австрија ќе дојдат по изборите за да ги испитаат наводите. Сања Трајковска Ставров. За тврдењата на кардиологот Сашко Кедев дека во Македонија без потреба се правеле операции на срце само за да се дојде до државни пари,
Нема да се остави ништо на случајноста и ќе има одговорност за секој што се богател на грбот и здравјето на граѓаните, кажа премиерот Христијан Мицкоски, кој присуствуваше на промоција на апарат кој ја надоградува хибридната сала на државната кардиохирургија. Во однос на своевидните истраги од домашните експерти, освен премиерот и министерот Азир Али утврди дека комисиите си ја работат работата, а додека се чешла 8 случаи доставени од лекарите од државна кардиологија и кардиохирургија, стигнале нови 5 папки со медицински документации за пациенти за кои има сомнеш дека без потреба биле подложени на хируршки зафат. Сите индиции кои што беа изнесени да се проверат целосно, затоа што кога еден човек, таков светски стручнак, тоа го кажува, тука мора да има позадина и мора да ја откриеме таа позадина. Нема да оставиме ништо на случајноста. Секој оној кој што се богател на грбот на граѓаните, посебно во здравството, и на здравјето на граѓаните ќе има одговорност. Домашната комисија вчера имаше состанок, заврши со 8 наоди случаи што ги имаме. Имаме уште 5 други, ќе продолжат во вторник. Надворешната комисија ќе дојде тогаш кога ние ќе бидеме спремни за да може да продолжиме со нив. Договорени ли се тие, доктори? Не се правно договорени заради законските пречки. Поради пречките, по изборите ќе дојдат странските експерти, тројцата лекари од Словенија, Италија и неверојатно Австрија, најавени како комисија која конечно ќе треба да даде конкретен одговор на прашањето дали без потреба и без јасна медицинска индикација доктори отворале граден кош и оперирале срца. Откако кардиологот Сашко Кедев обвини дека приватни болници правеле непотребни операции и оти го ставале профитот пред здравјето на граѓаните, пошто Министерството најави итни мерки и контроли, мина повеќе од 1 месец, а во меѓувреме само се формираа комисии. Зголемен број лица болни од рак во Преспанскиот регион. Најголем дел од нив се одресен. Според лекарите, една од причините за ова е загадувањето на животната средина, но и пестицидите кои што масовно се користат во земјоделието. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Итно регулирање на премината на агрохемикалиите во овоштарството и голема внимателност како се одлага отпадот од хемикалиите на диви депонии. Хемикалиите преку водите стигнуваат и до храната и се една од причините за заболување од рак, објаснуваат докторите и експертите за заштита на животна средина на Светскиот ден за заштита на животната средина и човековото здравје. Според Орхидеја Тасевска од Хидробиолошкиот завод Охрид, објаснува дека проблемот со одлагањето на пестициди во Преспанското езеро и дивите депонии каде се одложуваат остатоци од хемикалии се опасни по водата во езерото, која е збогатена со фосфор и азот, што директно влијае на квалитетот на рибите, а со тоа е опасна по човекот и кога ја конзумира рибата како храна. Метаболити на забранети агрохемиски средства во регионот се уште се наоѓаат во Преспанско езеро. И во водата, и во седиментот, и во ткивата на рибите, работено е на барбус. Карактеристично за пестицидите е што дел од нив имаат својство да се задржуваат во седиментот на езерото и по извесно време да станат на некој начин активни и повторно да се вратат нели во самиот циклус. Во Ресен има 250 луѓе со рак на дојка или дебело црево. Како индиректна причина медицината ја наведува и големата заситеност на пестициди што ги има во почвата и водата во овој регион. Доктор Благој Китановски, директор на болницата во Отешево, објаснува дека најдобра заштита за човековото здравје се редовните контроли и скрининзи со цел навреме да се реагира и итно регулирање на дивите депонии во Ресен. Зголемениот број на малигно заболени лица во 22 година се должи бидејќи во периодот 20-21 не се правеше ни скрининг, ни диагноза, намален беше скринингот и диагнозата на малигни заболувања. Па во наредната година да имаме веќе приближно истата бројка како и претходните години. Доминантни карциноми се карциномот на колорекалниот карцином и карциномот на дојка. Според истражувањата, состојбата се должи до 52% на климатските промени, но останатите 40% отпаѓаат на активностите на човекот во Преспанскиот регион, меѓу кои примената на агрохемикалии во овоштарството.
Жителите на аеродроми Новолисиче и изутрината протестираа против депонијата Вардариште, револтирани од неподносливата миризба. Носејќи пораки како "Дишеме смрт", побара итна реакција од институциите. Граѓаните бараат видеонадзор и салување на лицата кои живеат таму и ограда околу депонијата за решавање на проблемот. За ова и за состојбата со пожарите од прилогот на Јорданчо Цветановски. Со синдромот ќути трајдо приказна со црн крај. Дишеме смрт. Беа дел од пораките кои утринава жителите на аеродроми Новолисиче ги испратија на протестот против депонијата Вардариште. Револтирани се што речиси секое утро се будат со неподнослива миризба од депонијата и бараат итна реакција од институциите. 24 часовен јавно достапен видеонадзор на депонијата. Итно иселување и изгрижување на лицата кои живеат таму, поставување ограда околу Вардариште. Се само дел од барањата на жителите во врска со овој горлив проблем. Ја кога растев како дете во Скопје, не да имаше чист воздух. Скопје мирисаше на јоргован и на липи. Значи, што сакам да кажам? Улиците секој ден се чистеа. Потоа врвеат цистерни, ги миеа улиците. Мора да се диши. Немаме резервни бели дробови. Треба да се има добра волја и да се настапи храбро. Двајца другари си имат исенено поради таа причина. Не од аеродром, но од Македонија. Што правиме зимовска, кога ќе почне дивата населба да горат врати, регали и ова. А ние се труеме и од таа дива населба што е. Состојбата со депониите повторно е актуелна, откако синоќ беше запалена депонијата на Дарачиново. Директорот на ДСС Стојанче Ангелов смета дека истата е намерно запалена. На лице место веднаш излегоа припадниците на бригадата за противпожарна заштита на градот Скопје и на лице место затекнале поголема количина напакуван сончоглед, расфрлан во депонијата, но и на други производи кои што повеќе од сигурно биле намерно запалени, бидејќи е невозможно сами од себе да се запалат. Истите тие послужиле како гориво за палење на самата депонија, но неколку часа подоцна пожарникарите успеаја да ја изгаснат оваа депонија, иако утрово се уште имаше чадење. Инаку, освен кај мостот близнак во аеродром, од иницијативата Стоп за Вардариште соопштија дека за проблемот со депонијата протести ќе има и по Планево во Маđари. Водата, почвата и воздухот не претрпеле сериозни оштетувања при пожарот во објектот за склад на електричен отпад во Трубарево, со што зеленчукот и овошјето се безбедни за конзумирање. Ова го кажа министерот за здравство Алију, кој додаде и дека во иднина ќе се прават дополнителни испитувања од Институтот за јавно здравје. При тоа тој информираше дека на над 200 жители на Трубарево бил извршен скрининг по пожарот, а 20 од прегледаните биле задржани на клиниката за пулмологија на натамошни испитувања. Исто така знаете дека според протоколот треба после месец дена пак уште еднаш да се проверат истите три елементи и после првиот дожд исто така ќе направиме мерења. Според тие мерења ќе треба да се информират и Институтот за јавно здравје информираше и ние како министерство за тие елементи. Надлежните институции други се надевам дека исто така се активни и ќе излезат со резултати, додека ние како Министерство за здравство ќе излеземе со препораки. Значи во меѓувреме не треба да се конзумираат, ако ве разбирам. Не, во меѓувреме според Институтот за јавно здравје нема радиоактивност таму, така да тај е фактички во нормалните граници. Ѓулистана Марковска и Благојче Атанасовски во продолжение дебатираат во Само вистина. Јана Јосиповска е вечерва со вас. Пријатно.